Замолчи го секого за 10 секунди. Како вешто да управуваш конфликт и како на крајот да добиеш победа. Денес со вас ќе споделам едно посебно видео кое што се надевам ќе биде корисно на повеќето од вас, бидејќи ние со конфликтот се среќаваме многу често, но верувајте немаме алатки, вештини за со него да се справиме. Затоа решив со вас да споделам еден многу моќен протокол кој што ќе ви овозможи да го замолчите соговорникот за неколку секунди и на крајот конфликтот да заврши со почит. Протоколот со сите чекори може да го најдете во линкот подолу поставен во описот. Но како да се управува со конфликт? Сите ние кога ќе навлеземе во конфликтна ситуација, прво што правиме е бараме одреден збор, фраза, меморија, настан да се сетиме за да му вратиме на соговорникот. Значи, за да изреагираме, за да му возвратиме, за да неговата навреда повторно ние навлеземе во еден цикличен круг на повратни навреди од еден правец во друг. Секако различни луѓе различно водат конфликти. За некој конфликтот е едностран, значи само едниот соговорник зборува, а другиот молчи. Меѓутоа молчењето не е пасивно, туку ние го нарекуваме пасивно-агресивно, односно третман со молчење, што е исто така многу болно, да не речам скоро исто, како и некој постојано да ве навредува. Некој третманот со молчење или silent treatment го поистоветуваат дури и како силен удар. Но како ние по автоматизам сме научени да реагираме? Едноставно, кога ќе навлеземе во конфликт, конфликтот започнува или со навреда, или со префрлање на вина. Кога само се обидуваме да возвратиме со навреда, или со некоја меморија, спомен, да се повикаме, бараме во нас, бараме наназад во нашиот ум, некаква навреда да може да возвратиме на соговорникот или соговорничка. Но на тој начин само долеваме гориво конфликтот да нарасне, односно набојот да нарасне, гласот, интензитетот на гласовите да се зголемат и воопшто да не се слушаат едниот со другиот, едноставно конфликтот да ескалира во заедничко недоразбирање. Некои луѓе сметаат дека конфликтот е непотребен, но ако се навратите наназад во вашиот живот, ќе сватите дека сите конфликти што сте ги имале, всушност биле предвесник на некоја животна промена. Фактички и најголемиот страф од конфликтот е всушност тоа. Промена на статус кво на кое што се луѓето најчесто навикнати. Луѓето највеќе се плашат од непознато, односно од промени. Доколку на едниот од соговорниците му е потребна промена, секако дека ќе има потреба од меѓусебно разбирање, а ако на тоа не најде, преминува во конфликт. Секако дека не можеш да учествуваш во секој конфликт во кој што се поканет или поканата. Главната тенденција на луѓето во еден конфликт е најчесто потребата да победат. Но луѓето не сваќаат што се случува откако ќе победат во конфликтот. Можеби ќе ви звучи контраинтуитивно, но тој што победува во одреден конфликт, на крајот губи. Зошто губи? Ја губи поврзаноста. Се губи дел од конекцијата со другата личност и не настанува учење. Поентата на конфликтот е да на крајот настане учење. Учење за другиот, разбирање и поглед, поента, разбирање на поентата на соговорникот. Кога тоа не се случува, едноставно едниот се откажува, за можеби другиот и да победи. Но
Што носи победникот? Победникот носи само една многу мала сатисфакција, која што трае можеби не повеќе од минута, но губитокот е огромен. Можеби тој што мисли дека е во право и дека го замолчил другиот, всушност ништо не научил. Едноставно толку цврсто и ригидно се држи до своите позиции, што всушност се плаши од било каква промена. Односно, некогаш тој и се плаши да се види самиот себе. Затоа толку многу се труди да победи во секоја една краница и во секој еден конфликт. Сите ние познаваме едни луѓе кои што сакаат секогаш да се во право. Секогаш тоа што ќе го кажат, успеваат на некој начин да го замолчат соговорникот. Но на крајот испаѓа дека тие луѓе кои што се секогаш во право и кога секогаш е понивно, некако остануваат изолирани, сами и не многу успешни во нивниот живот. Наеднаш оние кои што не се во право или кои што лесно комуницираат со другите, лесно воспоставуваат пријателства, не гледаат да се во право, може да забележиме дека имаат добри работни места, добри фамилии. Секако, овие комуникацијски вештини, што денес ќе ги споделам со вас, може да ги користите слободно и мислам дека поентата на целото ова видео што го снимив е всушност што значи да се зближиш со некого и да ја сватиш туѓата точка на гледиште. Односно, кога конфликтот ќе премине во учење. И сега одиме на точниот протокол. Како да управуваш со конфликт? Моментот кога ќе започне еден конфликт, започнува по два основи. Или фрлање на навреда, вие сте во ситуација да се закачите за таа навреда, или префрлање на вина. Ова се секогаш несвесни програми, бидејќи ако вие свесно знаете што се случува, вие нема да се закачите на таа енергетска мрежа, едноставно ќе го прескокнете или избегнете конфликтот. Но некогаш едноставно неможно да се избегне конфликт. Но што да се прави? Моментот, чекор број 1, или моментот кога ќе започнат навредите, во зависност од нивниот интензитет, ќе треба да се ставите во режим на одговор, а не на реакција. Ова е најважниот момент. Моментот кога ќе се нафрли на вас навреда, треба да се обидете, да не реагирате, него да одговорите. Што да одговорите? Одговорот е ништо. Молк. Може би ова ќе ви звучи чудно, но моментот кога ќе замолчите на навреда, вие започнувате да ја контролирате ситуација. Кога молчите во првиот, значи тоа е првиот чекор молк, тоа е една тишина, каде што вие слушате навредата, меѓутоа не одговарате. Зошто не одговарате? Затоа што ако одговорите, само ќе се разгори краницата, само ќе се разгори конфликтот и нема ништо да се постигне. Ќе премине во надвикување на едни со други и не може да настане крајниот ефект кој што го спомнав и претходно учење. Значи, првиот момент кога ќе доживеете навреда, кога ќе слушнете навреда или префрлање на вина, замолчувате. Замолчувате, бидејќи со тоа давате назнака дека сакате да сослушате што се случува, сакате да слушнете што е тоа. Меѓутоа, самиот молк треба да има ефект на рефлексија, да може соговорникот што ве навредува да се слушне себе си. Значи, вие давате шанса за рефлексија, соговорникот да се слушне себе си.
Доколку продолжуваат навредите, интензитетот од соговорникот ескалира и понатаму, вториот чекор е здив. Значи, земате само здив и издишувате и давате шанса уште една соговорникот да се слушне што тој навредува и што тој зборува. Значи, давате шанса со една почит, бидејќи тој што дава почит често ја добива. Така да вториот дел од овој протокол е токму тоа, земање на здив. Самото земање на здив и самиот мол предизвикува целата ситуација или да остане во ист интензитет, или да почне да намалува, бидејќи соговорникот добива сигнал дека вие слушате. Што е многу важно во ситуации да не ескалира вон граници конфликт. Следната точка или точка 3 од протоколот за вешто управување со конфликт е поставување на ехо прашање, односно прашање кое што ќе предизвика рефлексија кај соговорникот. Тоа е знак дека вие слушате и дека сакате повеќе да разберете. Ако имате напад, ти никогаш не ме слушаш. Ти секогаш ова го правиш. Вие земате таа викаме ехо техника, каде што земате дел од реченицата со која што ве напаѓаат и возвраќате во рефлектирачко прашање. Знам дека некои од вас сега ќе речат, но со некои луѓе не можеш да се разбереш, но со некои луѓе, ако не можете со некои луѓе да се разберете, немојте не започнувате конфликти, него барајте алтернативно животно решение. Јас знам дека има тешки луѓе, знам дека има и тешки разговори, но ние немаме реално комуникацијски вештини, ниту па системското образование, ние што сме го поминале средно школа, основна школа, па и универзитетско образование, па и последователно, ние никаде не учиме комуникацијски вештини. Сега јас поделувам со вас некое учење кое што јас го имам исто така поминато и испраксирано. Ние реално, може би некој ќе помисли, тешки разговори не можеш со тешки луѓе и така натаму. Ние немаме капацитет за тешки разговори. Луѓето не можат, едноставно немаат вештини, алатки, не се учени да издржат тешки разговори. А затоа често пати настанува и разидување меѓу луѓето, кај што и може би немало таква потреба. Отпосле се појавуваат некои работи и затоа секојаш треба да се има на ум дека од конфликтот на крајот треба да настане учење. И секогаш ние треба да водиме сметка за следниот разговор после конфликтот. Каков ќе биде следниот разговор после тој конфликт? Или два разговори после тоа. Значи, третиот дел од протоколот е поставување на ехо прашање, односно рефлектирачко прашање, каде што земаме дел од реченицата од нападот и ја враќаме. На тој начин му даваме на соговорникот индикации и сигнали дека ние активно слушаме и сакаме да разбереме. Како што и го започнав пример. Може да биде, ти никогаш не ме слушаш. Значи, конкретен пример е одговорот би бил, јас никогаш не те слушам. Значи, мора да биде прашање рефлектирачко, каде што соговорникот ќе свати дека вие слушате, за да може да се намали тензијата, за да се одвива еден по-нормален разговор. Тука може да се убацат и некои дополнителни фрази, доколку почувствувате дека интензитетот на конфликтот паѓа, во смисол. Да, во ред, тоа го прифаќам, се согласувам. Вие не морате да се согласувате со соговорникот, но едноставно можете да даете на знаење дека сакате да разберете што се случува од другата страна, зашто станува збор и едноставно да се разреши. Луѓето немаат информации, немаат знаење, затоа не знаат добро да разговараат. Во последно време со присуство на вештачкава интелигенција па и телефоните, се повеќе и повеќе луѓето се оддалечуваат едни од други. Затоа и еден од мотивите за споделување на овој, да кажам, вреден материјал
како бесплатен контент решив да го споделам, бидејќи навистина отсуствува знаење како луѓето да комуницираат и да се поврзат меѓу себе. Бидејќи повеќето од времето се одвива на база на предпоставка. Ние предпоставуваме тој што мисли, ние предпоставуваме оној што мисли, ние предпоставуваме тој како се чувствува, а никогаш реално не сме седнали искрено и отворено да разговараме откако ќе се намали тензијата. Немате навистина никаква потреба да избегнувате конфликт и да се плашите од промена. Луѓето се плашат од промена. Да повторам уште еднаш, бидејќи навистина се плашат да излезат од комфорт зоната од која што навистина па и таму не им е убаво. Значи една промена која што на крајот можеби ќе произведе и нешто убаво. И одиме на следниот чекор од протоколот, чекор 5. Значи употреба на фразите ама чекај, сакам да разберам. Навистина сакам да те сослушам. Значи тоа да се согласувам, иако не се согласувате. Значи едноставно да влезете во режим на асертивност, каде што ќе настане поврзување, каде што вие јасно и гласно ќе кажете дека сакате да разберете што се случува со другата личност, зошто е таа тензија и тој набој и тој конфликт и како тоа може нели да се разреши. И последниот чекор, кој што е многу ефективен, би сакала овој протокол убаво да го разгледате, да го научите, да го испраксирате неколку пати. Последниот чекор можам да кажам дека е вистинско богатство, каде што вие ќе дадете рамка на разговорот. Рамка во смисол, не сакам да се искараме и да ништо не се разбереме и оваа караница повторно да се повтори. Би сакала, значи ставаме рамка со овие зборови, би сакала овој разговор да доведе до нешто, до некоја разрешница, каде што да видиме кои се можните решенија. Или, ако станува збор за блиски луѓе, значи брачни партнери или не знам брат и сестра или татко и ќерка, мајка и ќерка, не е битно, каде што луѓето се блиски, да, мамо би сакала. Не би сакала да си одам сега од овде и ние да бидеме скарани. Би сакала да си заминам од тука и ние да сме разбрани и да сме окей едни со други, едноставно повторно да ни се врати на смевката на лицето. Значи ставаме една рамка каде што ние кажуваме како сакаме да заврши разговорот. Секако дека соговорникот треба да го сака истото. Верувајте, од моје лично искуство, ставање рамка на разговорите многу помага, бидејќи луѓето одеднаш ја намалуваат тензијата, бидејќи никој не сака всушност да биде во караници во конфликт со другиот. Секој сака да е разбран и да каже тоа што му смета на мирен начин. Меѓутоа, пошто реалноста нас ни дава сигнал дека тоа не се случува, затоа ние мораме понекогаш да навлеземе во конфликти кои што на крајот би требало да се здрави. Не е убаво човек никогаш да не се скара, не е убаво да нема конфликт, бидејќи на крајот секогаш настанува еден вид учење. Ова се сите 6 точки од протоколот. Значи започнувате со молк, и дозволувате нешто да... Не морате на се да одговорите. Не морате на се да закачите. Не морате вие да сте најмудри, најпаметни во моментот, затоа што така долевате само гориво на конфликтот. Значи, прво замолчувате, за да му даете предност на соговорникот. И вие всушност не сакате да победите. Зошто не сакате да победите? Затоа што победникот во еден разговор победува само на оној начин што добива презир од другиот, дисконекција, значи удалечување, кога вие само победувате, да на тој јас така му реков, јас на тој му врати, вие на крајот ќе станете осамена личност. Осамена личност во изолација која што не може ништо едноставно во животот никаква соработка да оствари за некој подобар живот или некој повисоко ниво да дојде или некаква размена поинаква. Значи тој што секогаш е во право и што ги победува сите разговори на крај
ја губи војната и останува сам. Поврзаноста и конекцијата со луѓето често пати се случува преку конфликт, но многу е важно како тој ќе заврши. Ако заврши како победник и поразен, таму немаме конекција, таму немаме плодно тло. Би требало еден од соговорниците да е малку поотворен за разрешница, иако другата страна можеби е повеќе емотивна. Голем е ефектот и големо учењето од било кој конфликт, особено од конфликти кои што се повторуваат. Конфликти кои што се повторуваат, оние караници, едни исти караници што се повторуваат, тоа е од проста причина што во позадината ги држи стравот од промената. Едноставно, животот носи нови препреки, нови предизвици и кога навлегуваме во конфликти, се бара од нас раст. Не е секој спремен на раст и од таму доаѓа стравот од конфликт. И да се вратам на протоколот, значи започнуваме со молк. Вториот чекор е издив, каде ние издишуваме и даваме простор на соговорникот да увиди дека ние не долеваме гориво, не возвраќаме, сакаме да разбереме. Точка 3 од протоколот е, може да уфрлиме некоја фраза, би сакала да разберам, би сакала да те слушнам. Се согласувам, не мора да се согласувате. Сега тука во протоколот би објаснила помеѓу точка 3 и 4 доколку на вистина доживеете навреда, силна навреда, можете да одговорите, ставите граница во смисол не би сакала да одговорам на ова. Дали ова беше поентата ти да ме омаловажиш? Едноставно да ставите граница. Која е поентата на навредата? Едноставно, со смирен тон да прашате која е поентата на навредата, дали сакаш да ме навредиш, меѓутоа јас не можам да ти дозволам и нема да одговорам. Значи, таа исто измеѓу точка 3 и точка 4, каде што ние имаме право да поставиме граници и да кажеме не сакам така да ми се обреќаш, не одговарам на оваа навреда. И натака точка 4 и 5, каде што ние кажуваме согласност, дека се согласуваме, дека сакаме да разбереме од каде е повредата, сакаме да разбереме од каде е фрустрацијата, што е тоа што ние не го гледаме, а другиот го гледа, за да може да се намали тензијата, за да настане размена на информации. Знам дека многумина од вас ќе ми речат, не па јас со него не можам да се разберам, он е нарцис или не знам, он е тежок човек, каде што гледате дека многу долго време се расправате и години поминуваат во тоа, барете алтернативно решение или едноставно на некој друг суптилен начин. Јас ќе објаснам во понатамошните видеа суптилна женска енергија, каде што зборам за брачни другари, суптилна женска енергија, каде што се влијае повеќе преку женска енергија, отколку преку конфликт. Каде што се подобруваат односите преку, да кажеме, кога ние како жени влегуваме во женска енергија и подобро се управува, подобро се комуницира, отколку да наметнуваме конфликт, односно притисок. И да ги повторам чекорите 5 и 6, поставување на рамка и давање јасно согласност, дека ние се согласуваме со соговорникот и давање рамка на разговорот, каде што ние потенцираме дека не сакаме да завршиме во конфликт, него сакаме овој разговор да заврши во смирена ситуација и ние да се заминеме, например, мојме да речеме во една службена атмосфера, не сакам да си одам од канцеларијава налутена, би сакала да ги разрешиме сите конфликти. Или со брачен другар, не би сакала да продолжиме во наредниот период од денов или деновиве да сме налутени, би сакала денеска да разрешиме ситуацијава и едноставно да си пиеме утре сабајле кафе. Значи, пример, некоја рамка каде што ние
како исход, каков исход сакаме ние од конфликтот, за да може нели да настане една атмосфера кај што ќе настане размена на информации, што е тоа што му смета на едниот, па и нешто, па и другиот да каже. Се надам дека овој протокол ќе ви помогне подобро да комуницирате и верувајте, немојте да посакувате да победувате во конфликти. Гледајте повеќе да се поврзете со оние што ви се блиски, особено со оние што ги сакате. Секако и на работното место има многу предизвици. Убаво би било и таму сите конфликти на некаков начин по овој протокол да се разрешат, за да може да има една нормална работна атмосфера, а не ради меѓучовечки неразрешени меѓучовечки односи, ние да го напуштаме тоа работно место, па потоа да одиме на некое друго работно место. Тоа постојано се случува со моите клиенти, каде што велат напуштив едно работно место, сега отидов на друго, повторно имам таму караници. Значи, ние немаме проблем со меѓучовечки односи, ние немаме алатки и вештини каде што ќе можеме подобро да се поврземе и да комуницираме со луѓето. Затоа што сепак морам да признам, оваа епидемија на самотија нема да оди на добро и затоа многумина како мене кои што се трудат да споделат вакви, да кажа, протоколи и учења со една единствена цел, нели, луѓето да можат да се зближат, иако не се познаваат доволно, да настане поврзување, едноставно да се намали самотијата меѓу луѓето, бидејќи навистина дружбата, соработката, разбирањето меѓу луѓето навистина го продолжува животот и го прави навистина посебен. Ваков тип на видеа за вешта комуникација ќе се обидам да споделам и понатаму и со вас, нели, да го споделам целото мое искуство и знаење и сите оние проблеми со кои што моите клиенти се судираат. Се гледаме во следното видео.